Алкохолните пијалоци од утре во трговските објекти повторно ќе се продаваат од 6 до 19 часот, наместо до 21 часот. Според законските одредби, продолженото време на продажба до 21 часот важи од мај до крајот на септември. За оние кои нема да го почитуваат законското решение се предвидени санкции, забрана за вршење дејност во трајање од 7 или 15 дена, како и парична казна до 5000 евра. Добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Започна санацијата на коловозот пред автобуските стојалишта во градот. Од утре до 6 октомври трето издание на Скопје Дизајн Уик. Техномаркет најави донација за детската клиника. Донесен деталниот урбанистички план Алкалоид, локалитет Автокоманда, источна индустријска зона во општина Газибава. Градот Скопје денеска започна големата акција за санација на оштетениот коловоз пред автобуските постојки. Денеска беше започната санацијата на коловозот пред станицата кај Адвокатската улица. Асфалтот на коловозната лента со оваа акција ќе се обнови на потек од околу 120 метри. Андријана Димитриевска. Постојки, која ја започна денеска градоначалникот на град Скопје Коце Трејановски. Санација ќе следи на градските улици пред автобуските постојки, на местата каде што поради тежината на возилата што застануваат, се создаваат нерамнини и пукнатини во асфалтот. Асфалтот на коловозната лента со оваа акција ќе се обнови на потек од околу 120 метри пред и по самата станица. По санацијата на подлогата, раскопаната површина ќе се асфалтира со завршен асфалтен слој, како што изјави денеска градоначалникот на град Скопје Коце Трејановски, екипите ќе ги санираат оштетените рабници, а шахтите и сливниците ќе се нивелираат. Денеска беше започната санација на коловозот пред станицата кај Адвокатската улица, а по завршувањето на градежните работи, работниците ќе продолжат со работа пред станицата пред објектот на Ману. Вредноста на инвестицијата на овие три стојалишта е некаде околу 16 или 17 милиони денари. Те работат паралелно три фирми, се со цел да се заврши ова побрзо. При ова би ги замолил граѓаните да имаат разбирање за проблемите со кои што ќе се соочат за времето на градбата, кое што ќе биде околу 15 дена. Автобусите ќе застануваат на привремените автобуски стојалишта кои што ќе бидат во непосредна близина на овие постојните автобуски стојалишта, така да кој ќе биде завршена санација на коловозот пред овие автобуски стојалишта, градот Скопје ќе го види искуството од овој нов вид на обнова и реконструкција на овие автобуски стојалишта, така да следна година можеме да продолжиме и на останатите локации. Како што додаде Трејановски, според проектот на почетокот од оваа акција ќе се обнови коловозот пред три автобуски станици, односно пред автобуските стојалишта од двете страни на булеварот Крсте Мисирков, пред зградата на Ману и кај познатата Адвокатска улица. Трејановски рече дека за санација на коловозот на овој потек, градот Скопје ќе одвои околу 6,1 милион денари. Потоа пред автобуските стојалишта од двете страни на улицата Димитрije Чуповски. За оваа санација градот ќе потроши 5,5 милиони денари, а за автобуските стојалишта од двете страни на булеварот Кузман Јосифовски Питу, кај комплекс банки и од спортивната страна, градот ќе потроши 7,6 милиони денари. Град Скопје и годинава ја продолжува традицијата и повторно го спроведува проектот за избор на најдобар угостителски објект меѓу најдобрите. Овој проект се спроведува 6-та година поред и целта е да се разбуди свеста кај угостителите и кај граѓаните за важноста на квалитетот на услугата во угостителската дејност, како и да се подигне општото ниво на квалитет во угостителските објекти на територија на градот. За реализација на овој проект, градот Скопје ангажира професионална агенција со експертско знаење и искуство во анализа на квалитет на услуга, која по пат на директна посета од независни од објективни тајни купувачи и гости го истражуваат и оценуваат квалитетот на услугата според однапред утврдени критериуми. Со проектот се опфатени вкупно 100 угостителски објекти на територија на град Скопје, од кои 50 ресторани и 50 гостилници,
кои со вкупно 300 посети ќе бидат оценети според 8 критериуми. Прв контакт со вработените, хигиена на објектот, тоалет, амбиент, услуга на келнерите, општа услуга, квалитет на храна и завршен контакт со вработените. Резултатите од истражувањето ќе бидат јавно презентирани пред угостителите во форма на заклучоци и препораки за воиднина. Врз основа на резултатите од истражувањето ќе се изберат 3 најдобри ресторани и 3 најдобри гостилници, кои постигнале највисок вкупен резултат на испитаните елементи на услугата. На најдобрите ќе им биде доделено јавно признание во форма на плакета од градоначалникот на град Скопје, Коце Тројановски. Од утре до 6 октомври во Скопје ќе се одржи третото издание на Скопје Design Week, кое на едно место ќе ги собере дизајнерите и компаниите. Покрај домашни присутни се и светски брендови, а Швајцарија е во фокусот на ова издание. Организаторите очекуваат ова трето издание да биде потврда на изградениот идентитет на фестивалот, како дома, така и во регионот со кој најмногу се соработува. Од утре до 6 октомври годинава во Куршумлијан ќе се одржи третото издание на Скопје Design Week. На неделата на дизајн покрај домашни присутни ќе бидат и светски брендови, а Швајцарија е во фокусот на ова издание, откаде е најавено учество на 7 компании. Оваа година е посветена на креирање на национална дизајн сцена и продукција насочена кон конкретен пазарен производ и освојување на нови пазари. Скопје Design Week прераснува во значаен играч во регионот и активно соработува со сите дизајн платформи на Балканот. Присуството на регионалните фестивали посветени на креативноста е значено за македонските компании. Првото издание на Скопје Design Week представуваше најава и запознавање со дизајнот. Втората година се представи платформа за представување пред домашната публика и потрошувачи, а и за пристап до меѓународна сцена. Додека годинава фестивалот ќе ги покаже конкретните резултати и ќе се потврди изградениот идентитет. Преку овој амбициозен проект, слободно можеме да кажеме дека се консолидираше креативниот сектор кај нас и голем број на индивидуалци или групи на дизајнери веќе храбро почнаа да се позиционираат на пазарот. Од друга страна, деловниот сектор го пројави својот интерес за заедничко и стратешко делување кое веќе носи придобивки во целокупниот општествен контекст. Манифестацијата Недела на дизајнот е несомнено активен двигател и во усвојувањето на другите знаења кои не се однесуваат само на продукција на производите, туку се и неопходни за да се изгради вистински синџир на вредност и вистински успех на дизајнираниот производ. Преку богатата програма и бројните работилници кои ги раководат етаблирани предавачи и ментори, младите македонски креативци секоја година добиваат извонредна можност да создаваат производи кои понатаму се представуваат и на изложбите кои се дел од оваа манифестација. Во однос на минатите фестивали годинава се нуди разновидна програма со сериозни работилници, каде младите дизајнери ќе се обучуваат да формираат своји компании, како да функционираат на пазарот и како да остваруваат профит. Сите работилници, предавања и други форми на научно-едукативна и практична наобразба ќе се одржуваат секој ден од 10 до 17 часот. Од 17 до 20 часот е резервирано за деловни контакти во опуштена атмосфера. Вечерната програма е позната како најдобра забава во градот. Оваа година особено внимание е посветено на музичкиот дел. За време на вечерните концерти сите изложби ќе бидат отворени за разгледување. Новина на фестивалот е што годинава ќе има можност да се презентира дизајн во подготовка на храна, како и дел за здрава храна за деца. Денеска во технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1 во општина Илинден се отвори експозитура на Охридска банка. Ова е прва експозитура на банка која се отвара во оваа индустријска зона. На свеченото отворање се обрати вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, кој истакна дека индустријската зона Бунарџик е пример за модерна зона која привлекува голем број странски инвестиции. Бунарџик представува веќе една оформена технолошко-индустријска развојна зона која што е модерно направена, модерно опремена и ги дава сите услуги за инвеститорите во зоната. Во отварањето на првата банкарска експозитура во зоната имаме уште едно глобално име, уште еден бренд, а тоа е Societe Generale, бренд кој што во банкарската индустрија значи многу. Се работи за првата глобална банка која што дојде во Република Македонија и која што ги понуди своите современи банкарски услуги за македонските клиенти. Започнувајќи од утре па се до нова година, Техномаркет дел од профитот ќе го намени за донација во вид на опрема наменета за клиниката за детски болести. Во акцијата ќе учествуваат сите граѓани со купување на било кој производ од продавниците на Техномаркет. Елизабета Дамјановска.
Техномаркет ќе донира опрема за опремување на ехо-собата во клиниката за детски болести, како што беше истакнато на денешната пресконференција. Во наредните неколку месеци, се до нова година ќе бидат издвојувани дел од средствата од месечната заработка, а во хуманитарната акција учество ќе земат сите граѓани кои ќе купат производ од Техномаркет. Донација, која всушност представува неколку месечен проект, преку кој Техномаркет одлучи да им даде можности на своите потрошувачи да бидат директен учесник во донацијата за опремување на ехо-собата во детската клиника. Практично, со купување на било кој производ од Техномаркет, Техномаркет реши да издвои средства со кои што отприлика пред крајот на оваа година ќе се донираат оние материјали и опрема кои што во моментот им се потребни за опремување на детската, односно на ехо-собата во детскава клиника. Тоа нема дополнително да го оптерети буџетот на потрошувачите, туку ќе биде вкалкулирано во самата цена. Нас ни е многу битно, односно сите ние имаме семејства, знаеме колку е битна грижата за децата, па сакаме да го направиме нивниот престој тука што е можно попријатен. Катица Пиперкова, доктор во детската клиника, истакна дека оваа донација е добредојдена, посебно поради фактот што се работи за грижата и подобрувањето на здравјето на децата. Предност при опремувањето на клиниката ќе има просторот каде што се вршат прегледи на децата кои имаат срцеви проблеми. Ние сме благодарни на Техномаркет што ќе учествува во реализацијата на овој проект да се унапреди нашата лабораторија за ултрасонографија, каде што освен апаратот кој што го имаме, значи потребно е клима уред, нешто, значи, од инфраструктурните потреби што секако што се затемнување на собата, значи кречењето, така да уредување на тој простор каде што се вршат прегледите на децата кои што се со вродени срцеви мани или кои што престојуваат на клиниката, меѓутоа со известен срцев проблем. Во наредните 2,5 години во основните и средни училишта во Република Македонија ќе се вработат нови 294 психолози и педагози. Според одлуката на владата, во првата фаза до крајот на 2013 ќе се вработат 70 психолози и педагози. До крајот на 2014 150 и до крајот на 2015 година уште 119. Крајната цел на ангажирањето на овој дополнителен кадровски потенцијал е да се обезбеди континуитет во целосната и непречена имплементација на Законот за основно образование и неговите измени, Законот за средно образование, советување на учениците и родителите, како и реализацијата на сите проекти согласно заклучоците и програмата за работа на владата на Република Македонија, а ефектот директно ќе го почувствуваат учениците, но и нивните родители. Ова е уште еден круцијален чекор со кој се потврдува сериозноста на заложбите за реформирање и обезбедување поквалитетен и поконкурентен македонски образовен систем, истакна министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Потребните средства за реализација на вработувањата изнесуваат 104 милиони динари и ќе бидат предвидени во буџетот на Министерството за образование и наука во следните 3 години. Потребата од дополнителни вработувања на психолози и педагози како стручен кадар кој што треба да придонесе за зајакнување на воспитната компонента во училиштата, односно за унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во образованието, потребата од дополнителни вработувања на психолози и педагози како стручен кадар кој што треба да придонесе за зајакнување на воспитната компонента во училиштата, односно за унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во образованието, произлегла од анализата на стручниот и кадровски потенцијал со кој располагаат средните и основните училишта, која Министерството за образование и наука е направило во изминатиот период. Општина Газибаба денеска одржа 9-та седница на Советот, каде беа усвоени сите точки од дневниот ред. Една од главните точки беше донесување на деталниот урбанистички план Алхалоид, локалитет Автокоманда, источна индустријска зона, како и одлуки за донесување на програми за работа на сите основни училишта за 2013-2014 година. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба денеска ја одржа својата 9-та седница на Советот, каде на дневен ред беа 43 точки. Истите едногласно беа донесени и усвоени од страна на советниците,
а од поважните за работата на општината се издвојуваат донесените заклучоци за усвојување на годишните извештаи за работењето на сите основни училишта за 2012-2013 година што гравитираат на територијата на општина Газибаба, како и одлуките за донесување на програмите за работа на истите за теконата 2013-2014 година. Исто така, една од главните точки беше одлуката за донесување на детален урбанистички план Алкалоид, локалитет Автокоманда, Источна индустријска зона, општина Газибаба, Скопје. На 9-та седница беа донесени и низа одлуки како за донесување на стратегија за локален економски развој на општината за периодот од 2013-2016 година и програма за дополнување на програмата за спорт за 2013 година. Се донесе и предлог за клучокот за прифаќање на иницијативата на градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски за отпочнување на постапка за изработка на локален акционен план за животна средина ЛЕАП за периодот 2013-2017 година. Овие одлуки влегуваат во сила со денот на донесувањето, а истите ќе се објават и во службен гласник на општина Газибаба. Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје и жичницата на Водно од утре започнуваат да работат со ново работно време. Од утре Градски паркинг Скопје почнува со зимското сметање на работното време на јавните површини наменети за паркирање, што ги стопанисува предпријатието. Работното време во зоните А, Б и С ќе биде од понеделник до петок од 7 до 21 часот, а во сабота од 7 до 14 часот. На јавната површина наменета за паркирање зона Д, работното време ќе биде од 7 до 23 часот од понеделник до сабота. Исто така и жичницата на Водно од утре започнува да работи со ново работно време. Односно од утре до 31 октомври жичницата Милениумски крст ќе работи до 18 часот и 45 минути. За време на летната сезона од април до септември жичницата работеше од 9 до 20 часот, вторник, среда и четврток, а од 9 до 21 часот во петок, сабота и недела. Понеделник е неработен ден. Олимпискиот оган за зимските олимписки игри во Сочи 2014 година. Останатите спортски информации следуваат веднаш по рекламите.